Не се работи за тоа дека колку е човек елоквентен или што има да каже или колку добро ќе го каже. Се работи да се достави жив збор во вистинско време за луѓето што се дојдени тука. И заради тоа одговорноста е голема. И ја се молам никош додека сум на планетава Земја да не ме напушти ова чувство, затоа што за овој саат треба да се надевам на Светиот Дух, а на не оно што ја можам да го кажам или колку добро да го изразам. Баш пред 2 недели тетка Елица ми се јави, ја требаше да излегувам и ми вели вака: Вики, Господ денес нека те изненади. И јас одам кај Лиде на работа и си седам таму на столчето и секојаш јадам проја и јогурт, нормално. И доаѓа еден тим телевизиски од емисијата Ивце Пивце, тоа со Ивце Пивце што е? Да. И ајде побрзе така нешто, снима емисија, млади дечиња праве анкета за другарство на сред улица. И детенцето дојде и тој со камерата позади него и ми вика: тетке, дали сакате нешто да кажете да ве снимаме на камера? И ја онака: не. И тој ми вели: ама за другарството е. И ја онака во милионите дел од секундата: ова е одговорно. Луѓето низ цела Македонија ќе ме слуша, што треба ја да кажам за другарство? Не. Така да сега нема да си одам. А и да си одам, тимот за славење, тука ќе си го славите Господ, али без оглед на тоа ќе надминам тремата, нема да си одам. И ќе кажам тоа што верувам дека е од Господ. Фала ти, Гоки. И навистина сакам да му се заблагодарам јавно на Николче. Стоп. Сакам да му се заблагодарам јавно, а воедно и на неговата сопруга Маја, заради тоа што, верувајте, сите случувања, збиднувања што се случуваат во тимот за славење, секој напредок, секој прогрес, секој чекор напред во унапредувањето е заради неговите иницијативи. И така да, ја навистина ти благодарам, Николче, за тоа што заедно со Маја вложувате во тоа. Фала ти, Баја, за трпението што имаш дома да го слушаш. Додека Николче упорно вежба акорди и хармонии. За ние тука да сме благословени. Се си има свое. Така да нема врска ако грешиме, не е проблем. Битно е срцето. На мојата Вибер профил слика имам ставено еден текст и вели вака: постојат, ке има мразители, оние кои што мразат се живо и диво, ке има сомневачи, оние кои што се сомневаат во се, и ке има неверници. И ке те има тебе, што ке им го докажеш спротивното. Така да, јас навистина верувам дека ние сме повикани да живееме екстра живот. Ние сме повикани да живееме Божи живот. А Божиот живот по се е екстра на се друго на оваа планета Земја. И ние сме повикани да го живееме тој Божи живот. Коки, ќе може ли да ми отвориш 1 Коринтијани 2:9? Деветиот ми треба. Океј. Што око не видело, што уво не чуло и што во човечко срце не дошло, тоа Бог го подготви за оние кои го љубат. Пред скоро 19 години, пред 18 и пол, кога станав христијанка и кога го прочитав овој стих, се сеќавам, беше во едни книги, тоа тие што се во црква многу порано ги знаат, едни книги за учеништво,
на Ралф Нейбор и ги поминувавме тие книги за учеништво и имаше слика и одоздала под сликата беше овој стих. И сега на сликата беше како ќе биде еден ден на небото и онака сите верници зачудени онака. Вау! А на сликата ангели со сериозни фаци, толкави вака крилја и таму светка улицата, нели, според Откровение, улици од злато, облачиња и верниците така по облачиња одат и се чудат. И онака и одоздала, што око не видело, што уво не чуло и што човечко срце не замислило, тоа го спреми Бог за оние што го љубат. Но, Павле го цитира овде Исаија 6:4-4. Овој стих е од Стариот Завет. Светиот Дух, додека бев во Англија, ми прозборе токму за овој стих. И знаете што ми рече? Виолета, овој стих е за сега и тука додека ти си на планетава Земја. И јако почнав да го читам Евангелието по Лука во моментот кога се обратив, сите велеа читајте го Евангелието по Јован, затоа што таму Исус е опишан како љубов. И ја почнав да го читам Евангелието по Лука и јас се влюбив во Исус. И кога Светиот Дух ми го прозборе овој стих, што око не видело, што уво не чуло и што човечко срце не замислило, тоа го спрема Бог за тие што го љубат. И ми кажа, сега е, за сега. Не е за оној ден во вечноста, за сега е. Мене толку се охрабрив, заради тоа што Господ ме повикува во нешто што е толку длабоко и што надминува секакво знаење и се што нашите очи виделе на телевизија, на кино, 3D, 7D, не знам што. Пред 20 години некој да ми го кажеше овој стих, ја немаше да верувам дека е вистина. Заради тоа што пред 20 години ја немав надеж. Ја не можев да замислам живот со надеж. И ја многу добро ја разбирам Маги која го спомна сведоштвото дека била тинејџер без надеж. И пред 20 години, кога ја немав надеж, кога ја не можев да замислам дека има нешто добро, некој да дојдеш и да ми кажеше за, кој сме денес, 24. јуни 2018 дека ја ќе зборвам пред група на луѓе што се скапоцени за Исус, не може да верувам. Што човечко срце не замислило, Бог те става во сето тоа. Само заради една причина. Како што видовме вчера на филмот. Не заради нашите дела, туку едноставно затоа што Бог од секогаш љубел, секогаш ќе љуби. Ние на вистина, ова неколку пати ќе спомнам, сме повикани за екстра живот. Ние не сме повикани, нас Господ не создаде за просечен живот. Нас Господ не создаде да действуваме во сферата на она за што ние имаме способност и вештина. Нас Господ не повика за надприродното, затоа што неговиот живот, се што прави Господ е надприродно, верувајте. Она што е надприродно за нас, за Господ е сосема природно. Таму действува тој. Секогаш е таков. И ние сме повикани во тоа. Ние не сме повикани да живееме просечен живот. Онака како што Лиде кажа. Насред се, без оглед на се, ние сме светлина. Верувајте, луѓе, надприродно е вашето дете да дојде и да ве праша за Исус. Вие што сте родители христијани. Тоа е Божи начин. Надприродно е кога ќе ја читате оваа книга од необјасниви причини вам да ви се смени животот. Надприродно е. Илјадници книги постојат за само помагање, за подигање на самосвеста. Ниедна од нив не може да се доближи до животот што Библијата го носи.
Ние бевме родени да живееме остварен живот, да бидеме остварени како личности во Господ за Негова слава. Да благословиш некого, кога чекаш на шалтер и кога сите живи околу тебе се живчани, е надприродно. Да седиш 20 минути да чекаш да платиш сметка и на крај да дојдеш на ред и системот да падне и ти да кажеш ја ќе те славам Господе што имаш ти сега во овој момент. Надприродно е, верувајте. Ние за тоа сме повикани, ние не сме повикани за тој просечен живот да се водиме по она што душата ни го диктира. Сето тоа е надприродно. Надприродно е да чекаш на Господ за отворени врати само заради тоа што Господ рекол да на своите ветувања, а ти си кажал амин заради силата на Христос во тебе. Кога цел свет вели не. Надприродно е. Ние сме повикани за екстра живот. Затоа што Бог е добар, совршен татко. Совршен татко. Може колки Јован 14 од 1 до 3? Ова се зборови на Исус. Да не се вознемирува вашето срце, верувајте во Бог, верувајте во мене. Во домот на мојот татко има многу места за живење. Ако не беше така, јас ќе ви кажев, одам да ви приготвам место, а кога ќе отидам и ќе ви приготвам место, пак ќе дојдам и ќе ве земам кај себе, за да бидете и вие таму каде што сум јас. Ја на почетокот, кога станав христијанка и кога го прочитав овој стих, првата реакција ми беше еден сончев ден. Еднаш, некогаш, не знам, некогаш. Ајде, ти стуркаме некако овде вака, како шо мојме умејме. Господ златен, тука е, ајде, стуркаме. За Светиот Дух да ме подсети дека овој стих е пак за сега. Се сеќавате на проповета на Александар пред еден месец. Нашиот оригинал е на небото седнат со Христос. И тој оригинал треба да го донесеме во манифестација овде. Зошто? Заради тоа што веќе Исус е таму. А што пишува во Ефешани 2:6? Ние сме воскреснати со Христос и нашиот живот е во Него, тамо. Исус, ние не мора да чекаме да ни приготви место, па ајде сега еден ден, второто Христово доаѓање, ние некако ќе се ушуњаме со рани, со повреди на душата. Не. Веќе Исус отиде и ни приготви место. Јас и ти веќе сме седнати на небото. Зошто? Заради тоа што Бог е совршен татко. Бог нема да чека и не чека ние на небото да го имаме откровението дека тој е совршен татко. За на небото, кога ние нема да сме под притисок на греф или околности, ќе кажеме, совршен татко си ти. Не, Господ сака сега ние да живееме со силата на откровението дека тој е совршен татко. Кога Исус рече дека Бог не се менува и дека е истиот вчера, денес и за секогаш. Ако на небото е совршен татко, зашто би се менувал овде на земјата да не биде совршен татко? За ова требаше ептендара покоплескате, амајде. Ќе ви светне, ќе ви падне жетончето. Ако Господ е совршен татко, тогаш е навистина совршен и не се менува. Ја не мора да чекам да дојдам на небото, за да живеам во увереност дека тој таму ќе ми биде совршен татко, затоа што јас сум успеала овде да го фасцинирам Бог. Не. Бог е мој совршен тато сега и тука. Онака како што кажа Джейсон. За да преизобилуваме.
во секое добро дело. Истиот е и таму и тука. И најинтересното е што се додека не сме, човештвото постои на планетата Земја, Божиот стремеж секогаш ќе биде: дојди и дознај каков сум ја, исполнет со љубов за тебе. Дојди, дојди, истражувај го моето срце полно со љубов за тебе. Дојди, 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 дојди да се дружиме. Знаете, кога Исус им рече, кога ја даде таа, урнекот за молитвата, Исус рече: не бидете како неевреите, со други зборови како оние кои што не го знаат Господ. Па повторуваат празни зборови постојано, мислејќи дека така ќе бидат чуени. Не, молете се вака: Татко наш небесен. Што тат? Што? Наш небесен? Татко, само за на небото? Не. И за тука. Нека биде твојата волја како што е на небото, така и на земјата. Во Псалм 89:2 се вели, тоа го пуштив и пред една недела стихот: Бог ја воспостави, ја установи својата верност и постојана љубов на небото. И сега Исус ти вели: моли се да биде како што е на небото, така на земјата. Не како човек што е несигурен дали Господ е или не е во расположение, туку како некој што знае дека е совршен тато. Ја лично не сум родител, ама живам со внука, со ќерката на брат ми. Верувајте, за овие 3 години во моето срце постојано постои таа желба внука ми да дојде и во моменти кога е несигурна, во моменти кога се плаши и заради несигурноста и стравот донесува одлуки погрешни. Верувајте, знаете кој е копнеш на моето срце? Во ниеден момент не сум кажала: аман, срам да ти е за ова. Него мојот копнеш е: дојди, постара сум од тебе, имам искуство, во срцето има љубов за тебе. Прашај ме како ја те гледам, за да не си несигурна. Можам да си замислам како ви е вам што сте родители. И вие сакате вашето дете да ве знае на тој начин. Сигурна сум дека ниеден од вас што е родител има копнеш во себе си: јас сакам да дојдеш и да ме прашаш како ја те гледам во ова ситуација и во ова сезона од твојот живот. Тоа е копнежот на моето срце за внука ми. Можам да замислам како ќе биде копнежот кој ќе бидам родител. Ја ќе сакам внука ми, ја ќе сакам моето дете да дојде да ми каже: ај, кажи ми денес уште еднаш, иако вчера ми кажа како ме гледаш. Ај, кажи ми да те слушнам колку сум ти посебен или посебна. Ја ќе уживам во тој момент. А Господ? Без оглед како ја се чувствувам и што мислам во моментов, без оглед како ти се чувствуваш и што мислиш во моментов, Бог е совршен тато. И тоа нема да се смени никогаш. Никогаш. Може само да го помати видот или гледањето на нештата или фокусот, но никогаш нема да ја скрши таа апсолутна вистина. Не може. Едноставно, без оглед како ја и ти да се чувствуваме или што и да мислиме, тоа не е валидно дека апсолутната вистина каков е Господ спрема нас ќе се смени. Дури во нашата зрелост и познавање за Словото, никогаш нема Бог да се смени. Сите ја знаете најпознатата сторија во Броеви. Броеви 13. Побавно зборувам за да може Игор да преведу. Најпознатата сторија со евреите кога треба да влезат во ветената земја. Мојси испраќа 12 извидници
да ја извидат земјата. И нели, после 40 дена поминати во ветената земја, се враќаат 12 извидници и му раскажуваат на Мојсей. Бевме во земјата во која не испрати. Во неа на вистина тече мед и млеко. Еве ги плодовите нејзини, затоа што Бог претходно им вети, ке ве однесам во земја каде што тече мед и млеко. И сега тие потврдуваат, на вистина тече мед и млеко. Но народот кој живее во таа земја е силен, градовите се укрепени, многу големи. Таму ги видовме и потомците на родот Енаков, односно джиновите. Сега, сите ние на дневна база се наоѓаме во ова ситуација, за жал. Токму заради тоа што, заради чувствата и како ние размислуваме, ја губиме вистинската слика каков е Господ. Затоа што Господ им рече, ја ова земја ви ја давам, влезете, освојте, ваша е. Извидниците се враќаат, го даваат овој извештај. Знаете, во овие два стиха која ги читав дома, знаете кој збор ми донесе откровение што се случува? Но, во англискиот превод е however, како и да е. Знаете, граматички, кога ќе кажете реченица која што почнува со реченица, со фразата како и да е, знаете што значи тоа? Се што било кажано претходно, паѓа во вода и во сенка, затоа што како и да е дека Господ ни ја даде ова земја, како и да е, джиновите се пред нас и ние не можеме ништо. Како и да е, тешко е во Македонија да се живее. Иако сме благословени, да, Бог не благослови, ние сме праведните, заради благословот на праведните градот се издига, како и да е, но многу е тешко. Се што претходно беше кажано од страна на Господ, не само што беше кажано, и туку планот на Господ што ќе направи, падна низ вода. Затоа што подоцна ќе читате дека 2 милиони беа обесхрабрени. Колку у Македонија денес? Што мислите, зошто во Македонија луѓето се обесхрабрени? Но, не промовет за светот. Овде живееме. Ја искусуваме ситуацијата на но. И тоа не е најстрашното. Читајте во стих 32 што се случува. Исто, Броеви 13:32. И кажаа ужасни извештаи меѓу синовите израелски за земјата што ја беа разгледали, велеа. Гледајте сега, од земја која што тие сами потврдија дека е земја на мед и млеко, ги нема тие зборови сега. Туку сега, земјата што ја изодивме, ја разгледавме, е земја која ги голта своите жители. Ни трага, ни гласо до охрабрувањето што претходно го донесоа. Зошто? Заради тоа што остана во своето но. Како и да е. Се сеќавате на муабетот помеѓу Петар и Исус? Што му рече Петар на Исус? Цела вечер ловевме. Ништо не уловивме, но на твој збор ќе ги фрлиме пак мрежите. А ние за жал обратното го правиме. Да, Исус ни ја даде во наследство земјата, но за жал владеат ужасни луѓе, не е добро. Луѓето се обесхрабрени, сите си заминуваат, лошо е. Пред некој ден бев кај Лиде и нејзиниот дистрибутер нешто нормално разговараше за тоа колку е лоша ситуацијата и Лиде му вели, знаеш што, ја одлучив да не сум веќе негативна. Знаете кој беше неговиот одговор? Не си ти негативна. Ама не си. Ти си само логична.
И работата е што и во црква се вовлекло ова, но каде што она што Господ го кажал паѓа во сенка, не дека го изгубило своето значење и сила, туку паѓа во сенка или е ставено на страна, затоа што нашето но сега носи нов момент на друг извештај. Што се случи? Значи, од земја во која што тече млет и меко, дури гроздовите ги донесоа. Како доказ дека навистина е земја на мед и млеко. Што се случи со умот на луѓето? Да исповедаат такво нешто со доказ во раце дека навистина е мед и млеко. Сите ние искусуваме благослов од Господ. Што кажа Николче за славењето? Бог е достоен за славење, затоа сме тука заради Него. Не заради тоа што малце просечно да ни биде подобро во недела. Не, ние го славиме живиот Господ. Ја го разбирам моментот дека многу луѓе, нели, во нашите разговори со другите, ќе се охрабруваме и да, но знаеш, ама, ти не знаеш како ми е. Како вчера на филмот што го гледавме. Ама ти не знаеш како е. И знаете што ми се допадна во филмот? Што девојката која што сакаше да охрабри, во тој момент не почна да се правда. Ти не знаеш мене како ми било. Него си поќуте и во погоден момент го кажа после своето сведоштво. За оваа девојка да свати, имало и други кои што разбирале. Знаете, ја нема да навлегувам во тоа сега ние да се препуцаваме кои имат потешки периоди во животот. Знаете зашо не ќам да навлезам во тоа? Само ќе кажам, да, се согласувам, не те разбирам. И немој да ми се љутиш. Како што ти мене не ме разбираш, ја некош нема да те разберам. Ама не е финтата во тоа ние да се споредуваме. Знаете што ќе увидиме? Лиде има потешка мака од мене и за незе Господ не е силен или обратното. Така испад вид кога ние се споредвиме, ама ти не разбираш. Океј? Се согласвам, не те разбирам. Ама, ајде шо да правиме сега со Исус? Не ли читаме во Библија дека тој се разбира? Ајде да се охрабриме дека сепак Господ разбира. Некој еднаш кажа, ама лесно му било на Исус, Бог бил. I respectfully disagree. Со сета почитам, а нема да се согласам. Зошто? Затоа што во Матеј 27:46 гледайте што се случи со Исус на крстот. Околу 9-тиот час Исус извика со силен глас велејки: Ели, Ели, лема сабахтани, што значи Боже мој, зошто ме напушти? Дали тоа значи дека Бог совршениот татко на вистина го напушти Исус во моментот кога тој го прими целиот греф и стана греф во замена за нашата праведност? Не. Не можеме да му избегаме на Бог тато. Совршено разбира. Совршено разбира Исус. Дури во Евреите е запишано дека оној кој што помина ни се што човекот помина, ама без греф, затоа е способен да стане врховен свештеник на нивното исповедање. Халелуја. Исус совршено ја разбира областа на душата. Совршено. Заради овој извик. Што се случи со Исус? Знаеше, во Библија е запишано, растеше во благонаклоност пред Бог и пред луѓето, ги знаеше писмата, растеше во мудрост. Светиот Дух беше во него и го исполни. И одеднаш доаѓа ова. И те како Исус разбира. И те како Исус разбира. Не беше само Бог.
беше потполно човек како ја и ти. И знаете, ја размислувам лично дека некогаш дали ние во целост разбираме што значи да се има божествена природа. Затоа што често пати го припишуваме тоа. Лесно му било на Исус, Господ бил тој. Немал грев. Лесно му било на Исус, Господ е тој. Тогаш зошто е запишано дека Исус беше искушуван? Во Коринтијаните што пишува? Каде сме ние искушувани? Во духот или во душата? Никакво искушение не ве навија со освен човечкото. Каде беше Исус искушуван? Во духот или во душата? Во душата. Меѓутоа Исус не почна да се правда. Отиде со нешто што за злиот беше невидливо. Божиот збор во сила во неговото битие. Ако си гладен, камењава нека стане леп. Не. За инат твој нема. Господ кажа поинак. Нели неверниците обично така не ругат. Вие што проповедате за Исус, тоа зашо не сте исцелени? Да. Нема ја тебе што да ти докажувам. Ти ќе видиш во мојот живот каков Исус. Јас со збори тебе ич нема да ти докажувам. Божиото царство не се состои од зборови. Од сила. А силата доаѓа кога ја ќе положам мојата надеж како Исус што ја положи надежта во таткото. Затоа што после овој стих, знаете Исус што кажа? Ама во твои раце го предавам твојот дух. Се сврши. Исус како човек одлучи довербата на крстот да ја стави во Бог таткото насред искушение да покаже дека е Бог и дека е вистинит и дека се што кажал е вистина. Одлучи да ја стави довербата во Бог. Зошто? За ја и ти сега како луѓе во тело да можеме со смелост да ја ставиме довербата во се што кажал нашиот тато и да кажеме ќе ми биде како што ми беше речено. Ние мислиме дека божествена природа е како сцената на Брус Олмајти со Джим Кери. I've got the power! И супата ќе се раздели. Не знам што. Не, тоа не е божествена природа. Божествена природа Исус покажа што е. Во време на искушение, пред Понти Пилат, на крстот кога сите го ругаја, докажи дека си Божи син. Знаете дека Исус, ако почнеше да го цитира Псалм 91, ќе го земе од на крстот? Затоа што во Псалм 91 пишува ќе им нареди на своите ангели да чуваат твојата нога од сопнување. Исус можеше да почне да го цитира Псалм 91 и да си замине од на крст. И знаете што? Физички никогаш пак немаше да умре, затоа што немаше грев во него. Ама знаете што? Ја и ти денес немаше да имаме сила да ги победиме сите работи, како што тој ги победи. Затоа Исус дојде во тело. Затоа е славен спасител. Затоа е способен насред околност да направи свое надприродно дело. Затоа го славиме. Смело можеме да кажеме, ако можеш Исус во тело, можам ја во тело. Така пишува во 2 Петар 1:4. Преку него ни се дадени сите, соучесници сме на сите негови божествени ветувања, соучесници во неговата божествена природа. Ако Исус кажал не на искушение, и ја можам да кажам не. Кога ние велиме Исус направи пат, не се мисли само на отстранување на гревот, како што е запишано во Евреите. Со едно принесување го отстрани гревот еднаш за секогаш. Не е само тоа. Туку Исус
отвори пат за ја и ти веќе да не сме сираци на оваа земја. За да не поврзе со Тато Небесен, за да ни покаже вака можете да сте со Тато Небесен како што сум ја едно со него. Пошто Јован 17 глава, тоа е молитвата на Исус. Како што јас и ти сме едно, така и тие да бидат едно со тебе. Зато Исус направи пат. Мојот татко почина кога ја имав 9 години. Ја се уште на клучевите имам привезок, го сакам тато. Си го купив лани. Внука ми штукна кога го вида. Првата реакција беше, добро бе, те побудале? Меѓутоа, ја на мојата душа и велам, твојот тато е на дело секој ден во твојот живот. И многу подобар од твојот земен тато. Ја имав прекрасен татко, онолку колку што можев да го знам до 9 годишна возраст. Меѓутоа, Бог ги надмина сите мои замисли и копнежи за тоа и благодарности каков земен татко сум имала. Да отидете во Струга, сите го знаат татко ми, ако почина на 39. И Бог, таткото, ги надмина сите тие нешто што ја ги имам за мојот земен татко. Е, таков Бог имаме ние. Е, таков Бог имаме. Исус направи пат доставно за ние веќе да не чекориме во проклетството запишано во броеви. Знаете, заради тоа што во броеви, за жал, 40 години, заради тоа што го направија, заради нивните ужасни извештаи и погрешна слика за тоа каков е Бог, отидоа во проклетство 40 години лутан из пустина. Затоа во Библија пишува Исус го скрши секое проклетство. Не само проклетството на гревот, туку и проклетството, односно состојбата на душата кога луѓето се депримирани затоа што не можат да се кренат во надеж. Исус отвори пат за тоа. Затоа што на крстот Исус надежта ја положи во Бог Тато. За ја и ти да можеме да имаме надеж во Тато. За овој свет да види дека не се напуштени. И затоа одлучив насловот на проповедта да биде невозможното не е невозможно. Ја не морам да правам грешки за да просперирам најпосле. Ја можам сега заради Исус да ја положам мојата доверба во Бог Тато и да чекам неговото ветување да се манифестира во мојот живот. Како што и сами гледате дека се манифестира. Пред 20 години не бев ова јас. Пред 20 години луѓето мене ме знаја, Вики, неизлечивиот песимист. А сега ја имам надежи за освојување на светот и освојување на Македонија. Да почнеме прво со Македонија. И тоа не е затоа што јас сум научила стихови на памет. Тоа е заради тоа што сум сватила каков е Бог. Дека првенствено ја имам тато кој што by the way е Бог. Семокен. Ние сме повикани да живееме екстра живот. Екстраординер. Значи, над нашите замисли. За таков живот сме повикани. Ние сме повикани. За мене, јас со сето срце сум личност која што ужива да ги гледа исцеленијата, чудата, знаците на Бог. Меѓутоа, за мене, најголемо чудо е кога личност, што во својот ум била непријател на Бог, сега е личност која што го љуби Бог и размислува како да го освои светот со Христовата љубов. За мене тоа е најголемо чудо. За мене тоа е најголемото чудо. Да видам млада генерација како се подпираат на Бог.
Да видам млади луѓе како Ели, како Александра, како двете Анастаси и Кате и Нико и сите што ни се во црква. Да видам луѓе кои што размислуваат на големо. Размислуваат на големо. Кои што размислуваат да отидат да се приклучат на некој камп, за да дознаат повеќе каков е Господ и за тоа да го однесат на школа. За мене е тоа чудо. За мене е тоа чудо. Ете го каков е Бог. Пред неколку години, не знам кој ме праша, што е најголемата трагедија што може на човек да му се случи. И нели, сите имавме не знам какви одговори, дамла да те фукни, тоган да те супре, не знам што, тинтири-минтири. И на крај, си стојам вака и си размислувам и само како шепот од Светиот Дух, најголема трагедија за едно човечко суштество е да не го живее животот во целосната полнота во кој што е повикан во Господ. За мене тоа е најголема трагедија. Да не можеш да дојдеш до израз. За мене тоа е најголема трагедија. За една лично што може да се случи. Да не можеш да дојдеш до израз и да не можеш да осетиш дека таков како што си уникатен, без тебе светот би бил празен. За мене тоа е најголема трагедија. И заради тоа уживам во фактот што во нашата црква ги имаме и тетка Мира, и тетка Елица, и чичко Иван, и луѓето на таа возраст кои што одат за Исус. Нема одмора док трае обнова, нели? Господ е неверојатен. Господ е навистина неверојатен. Ја се воодушевувам од тоа каков е Исус. Се воодушевувам од тоа каков е, зошто дојде тој за да ни го објави таткото. Исус не дојде да се чатали куши амун и да каже ова и ова и направ. Исус дојде да ни го објави таткото. Кога живееме со вакво сознание од ден на ден, ние тогаш можеме да го смениме светот. Заради тоа што силата на Господ е неверојатно голема. Само неговата љубов може да направи чудо во нечи живот. Што мислите што се случува кога доаѓа пророк и кога пророкува? Што мислите, зошто е тоа така? На Бог му треба ли нашата публика, ние сите да паднеме во несвест? Вау! Ле, Господе, од каде ти вака го инспирира човеков? Не. Причината зошто пророк доаѓа да пророкува од Божиото срце за луѓето што го слушаат тоа пророштво, да видат, аха, еве го Бог на дело, еве го каков е. Сте приметиле ли дека кога ќе дојде некој пророк и пророкува на тој што е до вас и пророкува нешто и вие почнувате да превртувате очи. И ова е вашата реакција. Погрешно не можеше да кажеш. Толку си далеко од вистината си промашил што не само што не е вистина, туку овој човек е обратното од ова што ти го пророкуваш. Сега, моето прашање до вас е: ако се работи за грешка, чива е грешката? Дали е грешката на Бог или е грешката на нас? Много е интересно, ама ти не знаеш каков е овој. Ма врска немат од пророштвото. Сте приметиле ли нашата изјава за таа личност секогаш е во негативна конотација? Ние секогаш знаеме нешто што никој друг не знае и тоа што го знаеме секогаш не е лошото? Никогаш не е најдоброто?
зошто Бог би инспирирал некого да пророкува нешто насред скроз различна околност? За да ни покаже дека Бог е Бог на секое тело. И секојаш знае подобро, затоа што ја има целосната слика. Ние ја немаме. И заради тоа да ни покаже малце да олабавиме, затоа што не секогаш луѓето ќе се менуваат во нашата временска рамка на очекување. Што мислите, зашто се фрустрациите најголеми со луѓето околу нас во црква? Затоа што ние сакаме сега да се смениш, бре, 100 пати ти зборвев за ова. Оти така ќе научиме да љубиме. Сега ако некој рече, што сакаш да кажеш, Виолета, дека ја не љубам? Како не љубам? Ја кажувам вистината во љубов. Не е баш така. Не е баш така. Вистината во љубов, кажување не се работи да му кажам ја колку е некој за никаде, па му треба Исус да се управи. Па не му требам ја како сестра во Господ за тоа. Го има светот надвор и онака луѓето едни со други се јадат. Вистината во љубов е ја да си ја надминам фрустрацијата зошто некој не е сменет во моја временска рамка и да се држам за пророштвото што го слушнав за таа личност. Мене секојаш ми се случува ја да сум присутна кога некој друг добива пророштво во црква. И то пророштва глава да ти штукни. И јас си ги памтам тие пророштва за сите луѓе. И некојаш кој ќе дојдам во ситуација, не се уморувајте во право време, ќе жнеете добро, јас си одам на тоа пророштво. Ама ти, Господе, кажа за ова личност, ова и ова и ова. По-добра молитва за личноста што најмногу ве фрустрира, нема да кажете. Од тоа да се осврнете на пророштвото што го чувте. Затоа што не е моје ја да наметнувам зошто некој не е сменет. Би требало сите да сме. Во Библија си пишува, досега требаше сите да сте учители. Али за жал ќе имаме и духовни бебиња помеѓу нас. И знаете што е најинтересното? Секојаш кога ќе дојдеме во ситуација да изнемоштиме зошто нема успех во животот на оние во кои што инвестираме, тие пророштва нас ќе ни помогнат. Аха, Господе, ти си надвор од временска рамка, ти ја имаш целата слика и јас се држам до ова. Скршено е проклетството да ја лутам во емоциите и чувствата на душата. И ја можам да ја ставам мојата доверба во тебе. И знаете што е најинтересно? Овие луѓе, кои што сега моментално се скроз различни од пророштвото што сте го чуле за нив. Причината зошто вие сте го чуле пророштвото или ја, е заради тоа што тие луѓе немаат никој друг во овој свет кој што ја има и вистината за нив, освен ја и ти. Затоа што сме биле присутни кога Господ изговорил вистина врз нивните животи. Тие надвор кај своите колеги, во своите предпријатија, во своите фирми, кои што појма немаат каков е Господ и зашто е способен Бог да извлече од секој човек, нема никој друг. Ја и ти сме околуни во нивниот живот, за да го извлечеме на виделината. Ќе ви кажам едно сведоштво. Александар и Ели го знаат ова семејство во Струга. Јоки. Девојката е 1 година постара од мене и за жал во животот им се случија, ама навистина ужасни работи. Ја навистина свесна сум дека тоа стварно била Божјата рака врз нив за луѓето да не побудалат од тоа што им се случи. И кога работе во секонд хендот, почна да доаѓа девојкава кај мене на работа како редовен клиент, како муштеривка. И на работа нонстоп имаше песни за славење, брошури, трактати, Библија, овона. И девојкава едноставно ме викна на кафе. Мислам, ние се знаеме од поодамна, по влашка линија негде 100 колено сме, ама се знаеме како и да е. И меѓутоа почна да ме вика на гости. Верувајте луе, едно допред да заминам Англија, на библиското школо, ја бев
ако не 3 пати во неделата, или 4 пати, 2 пати во неделата, сигурно на ручек, на кафе и на торта кај нив дома. И секогаш беше онака, денес го читавме овај псалм. Леле, вау, ама во нашава Библија има ти некои други книги што во твојата ги нема, нели, апокрифите. И луѓето беа гладни и жедни за Господ, меѓутоа никогаш не го надминаа стравот што ќе кажат другите. И секогаш беа онака скришем. Ти дојди дома, храни не со она што е вистината, ама ние ќе си тераме по наше. И имаше една состојба во нивниото семејство што беше многу weird, чудна. Онака, ама одлучив да го надминам сето тоа и да продолжам да ги посетувам и да си ги имам, не знам, онака ми беа стварно баш супер дружење ни беше. И цело време само за Господ правевме муавет. И нормално, секој роден ден, секоја нова година, секој велик ден, секој Божик, секојаш им пишував пораки, им честитав, дури кога бев во Англија. Се враќам од Англија, повторно си продолжувам. Роден ден и честитам, роден ден за ќерка и честитам, се. До 2012. Од 2012 па навака едноставно дзид. И ја не знам зашто едноставно прекина девојката секако в контакт со мене. Одам во струга и звонам на врата, ми врти грб. Не ме прима дома. Едноставно дзид. Меѓутоа ја продолжив и 2012, и 2013, и 2014, и 2015, и 2016, и 2017, ништо. И ова година, во јуни месеци беше роден ден. И јас станувам со бајле, викам, роден ден е денес, ајде ќе напишам порак. И одеднаш само се сецнав, и викам, па нема да ми врати, знаеш, онака. Помина 2-3 сати, Светиот Дух ми вика, Виолета, пушти порака за роден ден. Свети Душе. Помина, не знам шо правев, излегов, не знам, кај отидовме со коки или не знам шо беше. Пак Светиот Дух. Пушти порака. Свети Душе, нема да ми вратиш, шо сега ќе пуштам порака? Вечерта пред да си легнам, Виолета пушти порака за роден ден. И ја во 10 штракам порака и си викам, моето, си легнувам другиот ден и на Вибер и на порака. Леле, пријатно ме изненади. Да. Секоја година ти праќам за се живо и диво, пријатно сум ја изненадила сега. Одлучив тоа да си го ставам позади мене, викам, браво, Свети Душе, супер, действувала. И одеднаш почна да ми штракат на Вибер. И викам, супер, одлично. И видете се, без оглед, што ја можев да одлучам да се нервирам и да кажам, 7-8 години поминав со нив, ниеднаш во црква не дојдоа, ниеднаш за ништо не ме прашаја, ова, она, чудни се, вакви се, такви се, не. Ја одлучив да се подложам и да ставам мојата доверба во Господ за нив. И се сеќавам пред 11 години и викам, слушај, имаш талент и дар кој што ти е од Исус даден да ги благословиш другите. Девојката Луја неверојатни работи прави цвеќарски. И знаете, и велам вака пред 11 години. Господ нека ти отвори врата да излезеш надвор од твојата кутија како се гледаш и да истапиш во тоа што Бог го има за тебе, за да бидеш на благослов. И минатата недела, после пораката за роден ден, ми праќа порака. Све со Господ и срциња. Транг. Имам уште нешто да ти се пофалам. Го разработав бизнисот за кој што ти ме благословуваше пред 11 години. Работам со цвеќарски работи. Повикани сме да живееме екстра живот. Повикани сме да живееме екстра живот, за да се манифестира Бог во другите луѓе.
одлучувам да му се радувам на Господ за што е способен. Мали работи. Ама Господ го има последниот збор. Во твојот и во мојот ум се мали работи. Ама ние никош не знаеме што може да поттикне Господ во нечие срце во даден момент. Никогаш. И тоа не е наше ние да се фрустрираме зашто не се случува. Мали работи што сме ги посеале. Во Божиото царство имаат огромна вредност. Во Божиото царство, низ очите на Господ, ништо не е невозможно. Затоа одлучив поракава да ми биде невозможните работи не се невозможни. И тука ќе завршам. Заради тоа што навистина Господ е способен, како што кажа Джейсон, во право време, прав збор, како совршен увод за мојата проповед, е способен да направи да преизобилуваме во неговото дело. Заради тоа што е добар и заради тоа што отвори врата да го познаваме Него. Отвори Господ врата да го познаваме Него. За да смело дојдеме денес пред тронот на благодат и кажеме: што имаш ти за ова сезона за мене што моите очи уште не виделе? Што имаш ти преку тимот за славење што моите уши уште не чуле? Што имаш ти, Исусе мој прекрасен, преку Светиот Дух во мене, за кој што ја уште не сум се осмелил да фантазирам? Што имаш? Што имаш, Господа? Халелуја. Амен.